Добра вечер, почитувани мои, почитувани најмили. Вечерва треба да се зборува, треба да се стои просто, исправен. Треба секој од нас да се победи себе си, собствените чувства, да ги запре солзите. Вечерва треба храбро и спокојно да го именуваме споменот за нашиот Јане. Свината на чувствата ги секнува зборовите. Ги забира во грлото, но љубовта и почитта кон човекот, кој еве пак, како некогаш и секогаш, не собра заедно. Ни дава кураж да проговориме и да го надминеме проблемот кој го немаат само големите мајстори на зборовите. Вечерва, уште еднаш се потврдува дека нема вечни разделби, има само разминувања и нови средби. Вечерва се среќаваат сеќавањата. Вечерва се разменуваат емоциите. Вечерва пак со негова помош ја славиме човечноста, а Јане беше нејзин мирољубив воин. И замислете, и вечерва тој однесува победа. Вечерва сите заедно, колку што не има овде, сме барем еден чекор поблиску до човеколюбието, чистотата и скребоста. Во целата моја позната говорливост, вечерва прв пат зборувам за човекот кој што многу го сакав. Човекот кој што со убави зборови и спокоен тон ме врвеше низ лекциите на животот, политиката, пријателството, образованието. Една цела година немав сила да проговорам, а вечерва го правам тоа. Многу сум горда што го познавав, се чувствувам силна, почестена. Почитувани. Вечерва сакам самогласно пред вас да потврдам дека бидувањето не е сместено само меѓу раѓањето и смртта. И христијански, па и чисто филозофски аргументирано, тоа е така. Траењето, бидувањето е категорија за која Јане се избори, вредно одработи, се вложи себе си. Секој од нас нешто го одликува, ама Јане вистински го одбележаа помоста, благоста, добронамерноста, почитта и љубовта кон луѓето. Јане и од оваа овоземска физичка дистанца име идол и пример на Ангелина и Марија, помошник на Виолета во чувањето и водењето на семејството, подкрепа на Сандо и Ангелина, совест и поддршка на Весела. Тој секогаш ќе биде кај нас сите, омилениот, повластениот, разгалениот. Топлината на раката, стремежот кон убаво избраниот збор, утехата, напорот и упорноста да се чекори низ овоземното постоење. Ние, неговите најблиски, верувајте, ја црпиме од него. Јане се правеше со огромна љубов и силно лично убедување. Затоа му беше лесно и кога застана пред своите ученици, беше прифатен и омилен кога директоруваше. Јане беше заљубен до занесеност во се што правеше, кога создаваше музика, кога пееше, кога Бисер се раѓаше, кога Бисер одеше по патот на успехот, кога Бисер работеше на своите албуми. Јане во Демирхисар, во Битола, во Охрид, во Кичево, во Македонија, ама и во Германија, Франција, во Австралија, Америка и во Канада е војвода. Може би и така единствено може да биде резимиран неговиот партиски ангажман во ВМРО-ДПМНЕ, неговата огромна љубов кон Македонија. Јане со истиот жар беше ВМРО-вец и кога губеше и кога победуваше, и кога мораше енергијата да ја вложува во расчистување на вообичаените ситни, човечки, сегојдневни недоразбирања, и кога беше буден, и кога беше фален, и кога беше прв, и кога беше последен. И на крајот. Сите сме збунети пред винливото и вечното. Срцето е да сака и да крвари од болка, душата да тагува и да се надева на нови средби. А во соништата се е дозволено и сите сме заедно.